А на истата продолжуваме и со гостинката која што веќе ни пристигна тука во студиото 3 на Македонската телевизија. Во прилог на разговорот го даваме само податокот дека секој час во Европа 18 жени умираат од рак на дојка. Причина повеќе овој октомври во месецот на женското здравје да продолжиме да зборуваме гласно на темата во насока на заштитата на здравјето на жените. Добро утро за Емануела Додева, председателка на Сдруженијето Ездра, Сдружение за иницијативи за развој на здравството, подобрување на здравствените услуги и застапување пациенти. Добро утро и добре ни дојдовте. Се грижиме ли доволно за своето здравје? Што велат информациите кои што ги имате? Колку имаме култура на одржување на здравјето? Ние се уште апелираме да подигнеме јавната свест за да се развие таа здравствена култура која што за разлика од изминативе години е каде на повисоко ниво. Жените почнуваат да прават само прегледи, се обидуваат да закажат термини или за ехо или за мамографија и мислам дека сега кај нас е доста развиена таа здравствена култура. Не случајно Ване праша се грижиме ли за своето здравје. Не беше грешно прашањето. Не беше грешно. Бидејќи и мажите и ние жените сме засегнати со ракот на дојка. Што велат статистиките? Во Македонија ќе споредиме и регионално и европски, но да почнеме еве од нас. Колку од жените, колку од мажите се борат со рак на дојка? Така, апсолутно се согласувам и свеста кај мажите не е доволно крената, меѓутоа жените више имаат таа здравствена култура. Меѓутоа апелирам и до сите мажи да направат само преглед и ехо дојки, бидејќи и мажите може да заболат од карцином на дојка. Статистиките ни кажуваат дека официјално имаме 1200 случаи на жени годишно заболени од рак на дојка и 10 мажи изминатата година. Значи, више се расте и инциденцата и бројот и кај мажите. Так. И тоа беше и кампањата на нашиот розов пикник, дека ракот на дојка не бира пол, не бира возраст, не бира ни политичка партија, буквално сите може да се заболат. Целта на месецот на розовата панделка е раното откривање, детектирање на болестите се со цел успешно лечење, менаџирање со овие состојби, бидејќи во раниот стадиум оваа болест може успешно и лесно да се излечи. Затоа тука се поставуваат прашањата колку редовните здравствени прегледи, но и само прегледите помагаат во процесот на раното откривање на ракот на дојката и на колку време треба да се прават. Тука би додала едно подпрашање колку жените и мажите се обучени или доволно едуцирани да направат и само преглед во домашни услови, колку се интересираат тоа да го научат, се обраќаат ли до вас со такви прашања? Од каде да почнам сега? Неколку прашања имам, да се надоврзам на темата. Ние направивме на социјални медиуми и продолжуваме да правиме кампања за самопреглед, односно како се изведува самопреглед. Може да ги посетат нашите социјални медиуми и да го видат видеото како може да го изведат во домашни услови. Многу е трагикомично, морам да кажам, затоа што ние апелираме за само преглед и кажуваме статистички дека ракот на дојка има 98% излекуваност, ако е откриен на време. А ракот на дојка е водечка причина за смртност во Европа. Како да го откриеме? Што значи тоа? На време се извинувам што ве прекинав. Како да го откриеме на време, настрана само прегледите, кога ако се јавиме денеска кај матичниот лекар, едвај нема термин. Има термин, а голема е веројатноста да нема. Последен пат, еве лично од искуство, 3 пати требаше да му се јавам на матичниот лекар за да закажам ехо. Што правиме сега? Апсолутно се согласувам, ние апелираме, мислам, за оваа ситуација, затоа што сите институции некако се ја префрлаат топката еден меѓу друг. Здравството ја префрла топката на матичните лекари, дека они не закажуваат навремено, дека има термини, меѓутоа нема термини, матичните лекари исто ја префрлаат топката. Еве јас лично затоа што нонстоп ние работиме со пациенти, јас сум гласот на пациентите, јас можам одговорно да потврдам дека нема термини, дека дури матичните лекари се јавуваат и се расправаат со институциите за да може да се најде термин. И тоа правиме муабет за термини за пациенти кои што биле болни, кои што мора да се прегледат, кои што имаат предиспозиции да
да добијат карцином, значи имат фиброаденоми и така натаму, кои што треба да направат таа редовна контрола, за да може да се спаси животот. Меѓутоа, не може да допрат. И сега ние апелираме за само преглед и за рана детекција, а од другата страна ние мора да имаме слух од институциите за да се покрене некаква промена да се направи. Еве ние апелиравме и за мобилен мамограф кој што веруваме дека ќе ја олесни. Слух има, меѓутоа ние се уште ја чекаме акцијата. Граѓаните, посебно граѓаните кои што поминуваат низ вакви состојби на дневно ниво, нели, освен што мислат на своето здравје, ги слушаат и ке нас препукувањата на институциите, на политичарите, истата мантра 30 години. Меѓутоа да не се во кожа на луѓето кои што поминуваат низ проблем, кога зборуваме за недостатоците кои што ги имаме во здравството. Но додека ги слушаме ние партиите, кога било подобро, како било подобро, факт со кој што се соочуваме во 21. век е дека се уште, кој да е на власт, имаме жени кои што немаат достапност лесна до обичен здравствен преглед. Верувам се соочувате и со такви приказни. Додека мака мачат си знаат како живеат. Што е вашиот совет тогаш? Што велат тие? Совет е приватно да отидат. Ние се соочуваме секој ден со пациентки. Имаме 900 јавувања на СОС телефонската линија. Ние сме во многу близок контакт со пациентите и мене ми е срам да кажам дека еве сега и на Европски самит бевме конференции стално надвор и темата на која што се збори надвор во Европа е персонализирана терапија, а ние немаме основни услови прво за диагностика, а понатаму за терапија. Значи, многу работи мора да се сменат кај нас, ако сакаме да имаме еден функционален здравствен систем. Зашто? Здравјето не е цена, е инвестиција и доколку се открие на време, ќе се спаси економскиот буџет, да кажеме, и поинаква ќе биде фазата на лекување. За разлика од тоа доколку се открие во касна фаза. Најголем дел од разговорот и со вас и со претходните соговорнички на линковските вклучувања го ставивме на превенцијата, бидејќи навистина не е неопходна. Но мораме да кажеме дека и нашите сограѓани кои што се соочуваат со ваков здравствен предизвик не треба да се плашат, бидејќи има излез и е многу важна поддршката и од семејството и од општеството. И на ова треба да го ставиме фокусот, бидејќи по диагностицирањето на здравствениот проблем следува сериозна борба во која што на секој поединец му е потребна поддршка. Апсолутно, заради тоа ги нудиме и тие услуги. Вие го правите тоа меѓу другото, да. Психолошка поддршка, СОС телефонска линија која што е достапна 24/7, која што може да се прави. Исто така многу сум горда на еден проект кој што го работиме со вештачка интелигенција, каде што пациентите ќе може да ги добијат сите информации, значи во реален момент, тоа се според протоколите на лекување кај нас и сите информации за права на пациенти, бидејќи многу од пациентите немаат достапност до информации. Особено за нивните права, по мастектомија и така натаму. Поддршката е од огромно значење и заради тоа ние организираме многу, мислам, надворот, пиарот, да кажам, многу друштвени собери за ресоциализација на жените, да ги поттикнеме да се инволвираат или повторно во општеството, да не се срамат, нивната приказна да биде еден столб и храброст на тоа што ги гради нив како жени и да поттикнат и останатата популација дека има живот и после ракот на дојка. Апсолутно. Така. И тоа морам да се надоврзам, правевме исто една кампања според голем број од членките и многу поубав. Затоа што тогаш учат да живеат. Поддршката е важна, која што си ја даваат жените едни меѓу други, посебно оние кои што поминуваат или поминали низ таква состојба. Ние ќе ги следиме секако вашите активности, не само во октомври. Сите имаме таа заедничка мисија, 12 месеци во годината, да апелираме секој да се грижи за своето здравје. И зборовите превентивни прегледи да им одзвонуваат во глава што апелираме барем само преглед да прават. Так. Значи, ако видат некаква промена, да се обратат, нека ни звонат и на нас и ние ќе најдеме начин, собираме и донации, ако не може да се приуштат, тука сме ние за сите пациенти.
Оно што е наша задача како јавен сервис го направивме, ние очекуваме и во периодот кој што следува да ве видиме нама со сигурно со министерот за здравство, па да ги видиме за кои ученици од тие средби, може така. Супер. Благодарам Емануела за гостувањето во Македонија наутро.